Субвенциите да се наменат во директни инвестиции и технолошки развој на македонското земјоделство. Ваков став делат и стручните лица и представниците на земјоделците. Ристо Вилков смета дека парите што ги одделува државата за субвенции не се ниту мали, ниту занемарливи, но тие досега не ја оправдале својата цел. Според сето тоа што се случува на терен, најверојатно е тоа, бидејќи дека се поголем број, ако се изе на терен, голем број на површините не се засадени со земјоделски производи, овој култури, и се поголем е бројот на површините кои остануваат незасадени со земјоделски култури, исто така значително е намалено и животинското производство, така да мораме да го потенцираме податок, субвенциите не го оправдаа тоа што се очекуваше од нив, зголемено производство и зголемени количини на самите производи, зголемени површини, мислам дека тоа воопшто не се оправда. И агрономите се на ова мислење. Субвенциите требало да донесат новина и прогрес за земјоделството, но земјоделците од нив преживуваат до следната реколта, што пак говори и за социјалниот статус на фармерите и нивната немок од земјоделството да развијат доходовен бизнис. Многу мал процент влегуваше во самото земјоделско производство. Крајно е време ова да престане, односно јас би предложил да се, што рековте и вие самите, да се конкретизира во однос на обезбедување современи технологии, современи средства, подобрување на начинот на одгледување со цел да се подобри пред се економичноста во самото производство, а со тоа и исплатливоста ќе се дојде само по себе. Земјоделските здруженија предлагаат да се направи нова стратегија за македонското производство и одново да се мапираат приоритетите на државата, за да се насочи помошта токму во таа насока. Во меѓувреме се повеќе земјоделци се откажуваат од производството, а расте и необработливото земјиште во државата.